Имено следните половина час во блокот во 8 часот па се до 9 во Македонија наутро ги посветуваме на професијата фармацевт. Светски ден на фармацевтите е денеска. Повод и причина Билјана Божиновска да биде наша гостинка денеска. Добро утро. Добро утро и благодарам за поканата. Билјана, што ви инспирираше да ја изберете оваа професија? Зошто станавте фармацевт? Фармацијата е на хумана професија. Кога ги сакаш луѓето и сакаш да понудиш услуга плюс во делот на здравието, затоа што здравието е нешто што е најбитно за сите нас, е нешто што секогаш ме мотивирало и дефинитивно јас секогаш велам повторно да се родам, повторно ќе бидам фармацевт. Каква е улогата на фармацевтот во здравствениот систем денеска? Така, фармацевтите се примерни здравствени работници и во основа секогаш велиме најдостапните здравствени работници заради тоа што секогаш кога некој има некаков здравствен проблем или симптом, првата станица или првиот совет кој што го бара е токму од фармацевтите. И затоа велиме дека фармацевтите мора да имаат ширина во своето знаење, да имаат една континуирана едукација за да можат сите прашања поставени од пациентите соодветно да ги одговорат, при тоа не само да ја дадат симптоматската терапија, туку да ги препознаат симптомите кои што мора сега и веднаш да се третираат и да ги препратат пациентите до нивните матични лекари или до ургентниот центар, доколку е тоа итна потреба од брза помош, прва помош. И секогаш велиме дека токму овие симптоми за да се препознат и правилно да се дадат првите насоки и превенција, мора континуирана едукација фармацевтите постојано да бидат во текст со сите нови протоколи во третман на различни заболувања. Како ви доаѓаат? Ме боли главата, ме боли тука, чувствувам тоа, чувствувам ова, дајте нешто. Дајте нешто, токму така. Меѓутоа, тоа јас секогаш велам, тоа се оние симптоми кои што не треба да се даде само пасивна терапија за да се намали симптомот, бидејќи болката сигурно потекнува од одредена причина. Дел од пациентите ја знаат причината, тоа се веќе оние поставени диагнози каде што пациентите земаат одредена хронична терапија. Меѓутоа, брзиот начин на живот, верувајте дека многу често се соочуваме со луѓе кои што ја третираат само болката, која што не знаат од каде потекнува, и токму тој момент е потреба да и ние како фармацевти делуваме кон пациентите, кон оние кои што барат нашата здравствена препорака, дека мора да се правилно диагностицира од каде потекнува таа болка, заради тоа што ако не ја третираме причината, немаме никако во секој случај соодветен третман на болест. Па затоа веројатно и е многу исклучително важна континуирана едукација кај фармацевтите, не само завршување на образованието и секојдневните предизвици во работата, туку дополнително едукација, затоа што во делот на здравството одиме многу напред. Така нови лекови, а и потребни ни се разбира. Да. Така што колку таа оди рака под рака во секојдневието? Фармацевтите, освен оние 5 години на студии, имаат полагање на државен испит и континуирана едукација за да може да ја обноват својата лиценца. Што значи дека протоколите кои што секоја година во одредени заболувања излегуваат и нови протоколи во третман на различни болести. Имаме нови биолошки лекови кои што исто така бараат дополнителни едукација од страна на фармацевтите. Секако е нешто на кое што ние првенствено како фармацевти континуирано гледаме да ги донесеме и да ги имаме најдобрите стручни предавања, бидејќи ние имаме секако и во нашата земја голем број специјалисти кои што со искуство може да пренесат дел од своето знаење. Меѓутоа, Сдруженијето на приватни фармацевти веќе од 2023 организира континуирано едукација на своите колеги, тоа е смарт проектот Смарт фармацевт, во кој што Аријана Мештровиќ преку Фарма експертот и голем број стручни фармацевти од светот доаѓаат за да го предадат светското искуство, што значи права фармацевска грижа и што значи фармацевска услуга која што во голем број западни земји веќе е внесена и континуирано се применува во аптеките. Многу од граѓаните одат и го бараат спасот кај фармацевтите. Многумина бараат и на своја рака лек. Самите си пресудуваат, односно самите си даваат диагноза и кој лек им одговара. Тука фармацевтот игра важна улога во делот на колку
ќе им биде дозволено тоа на граѓаните или не, тоа е ваше секојдневие. Ќе вклучиме колешката Елизабета Митревска од Прилеп, па ќе го искоментираме тоа во дополнително. Бети, во овој дел кога зборуваме за светскиот ден на фармацевтите, истражуваше, беше на терен и го отворивме прашањето колку и какви лекови се купуваат и колку фармацевтите им е дозволено од страна на граѓаните да им објаснат и да ја постават границата дали тој лек е за нив. Така е, Јована, добро утро уште еднаш. На овој меѓународен ден на фармацевтите го поттикнавме аспектот од еден од предизвиците за нив, како што и гостинката во студијата вели дека секогаш фармацевтот треба да биде подготвен. Една од најголемите предизвици да им одговори на прашањата на пациентите. Прво, ними се обраќаат во последно време, а и ние сме се нашли во таква ситуација да не посоветуваат што велат. Или најчесто во последно време многу читаме на интернет. Па колку и како може тоа да се земе здраво за готово, токму тука е пресудната улога на фармацевтот. Ние разговаравме со дипломираниот фармацевт Ане Јанеска Карабунарли, која ни ги посочи токму тие аспекти на предизвиците и рече дека во последно време е зголемен за околу 50% на процентот на користење на лекови, посебно оние што се на природна база од пациентите слушаат, читаат и посебно по корона пандемијата, кога некои од оние цинк или било како придружни суплементи, особено на есен за зацврстување на здравјето, многу не ги користевме. Во секој случај, таа ја прашавме и за тоа кои се најчести терапии, кои се најчести болки, кои се најчести прашања и нивни одговори се разбира на фармацевтите до граѓаните, до прилепчани, до пациентите. Па предлагам да го проследиме разговорот и објаснувањето и видувањето на фармацевтот Јанеска Карабунарли. Како фармацевт, секојдневно веќе ги знаете потребите на граѓаните од лекарства, суплементи и така натаму. Колку и дали се зголемува употребата на лекарства и кои видови на лекови најчесто ги земаат во терапиите граѓаните? Па вака, најчесто граѓаните земаат лекови за кардиоваскулаторниот систем, лекови за диабетис, а и брзиот начин на живот, напнатоста, нели, последно време се земаат и лекови за нервниот систем, кои исклучиво се даваат на рецепт. Каква е возрастната граница? Вообичаено се вели за терапиите кај хронично болните, но се поместува ли таа возрастна граница? Се поместува, да. Значи, може би тој начин на живот доведува, нели, до поместување на таа граница. Веќе нема само возрастни да земаат хронична терапија, се помлади земаат терапија за Оне што се однесува на диабетес, да. Сигурно за кардиоваскуларните заболувања. Да, се помлади земаат за терапија за хронични болести. Често нудите и суплементите, односно оние на природна маза, што се. Па, дали короната влијаеше во овој поглед повеќе да се користат? Да, значи, мислам дека од короната навеќе луѓето како повеќе да почнаа да читаат, да се интересираат и од тогаш поголем замав нели земаат тие сублименти. Од тогаш ги земаат D-витаминот, цинкот, С-витамин, магнезиум, до тогаш како помалку да му беа познати на народо. А сега, да, специјално во овој есенски период, да, сколемена е, нели, потрошувачката на тие суплименти. Кога станува збор за познавањето на лекарствата, колку граѓаните ги познаваат, колку правилно се лекуваат, вие следите секојдневно нивните потреби и што е она што најмногу го бараат кога ќе дојдат да купат? Дали знаат? Некои може би знаат, ама повеќето од рекла казала, од некој што слушнала, ама нашата цел е, нели, да ги упатиме на правиот пат, нели, да излезат од тука со соодветна терапија, нели, да ги подпрашаме, да разбериме што точно име, затоа што не секогаш одат, нели, за некои помали проблеми, не секогаш одат на матичен лекар.
А колку па интернетот влијае тука, добро или лошо? Поскоро негативно. Ако не се медицински лица, поскоро негативно. Нели, затоа што не можат можеби да го растолкуваат како што треба. За крај, една ваша порака до граѓаните, до пациентите. Па порака до граѓаните да ги слушаат препораките на фармацевтите, да не земаат се здраво за готово, се што ќе слушнат и што ќе прочитаат, и да си го чуваат здравието. И за крај, сакам да ги поздравам сите фармацевти. Ете, и ние ги поздравуваме сите фармацевти, одговорна е работата и дефинитивно се почесто во последно време им се обраќаме да ги прашаме кој е нивното решение за нашата болка. Студио. Благодарам, Бити. Благодарам. Разговараме со Билјана Божиновска, фармацевт во студиото. Кои се правилата? Како треба да изгледа една аптека? Дома знаеме често да си кажеме, а лиштата треба да ни бидат како аптека. Така. Аптеката секако е пример за уредност, чистота и наредени лекови онака како што треба. Во секој случај оно што треба да го напоменеме, кога зборуваме за самолекувањето и полифармацијата, сведоци сме за се почесто самолекување од страна на пациентите, меѓутоа со внесување на одредени додатоци на исхрана и непридржување кон терапијата. Фармацевтите не можат да издадат лек кој што е без препис од страна на лекарите, така да само лекувањето повеќе се темели во непридржување кон дозирањето на лекот. Зошто е тоа така? Заради тоа што кога пациентите си ја подигаат својата хронична терапија, таа е месечна хронична терапија. Ние можеме да увидиме како фармацевти кога го издаваме лекот, дали пациентот ја подигнува целосно терапијата и тука веќе сме свесни дали тој се придржува или не. Имаме пациенти, затоа велиме фармацевтите мора да бидат клинички активни, не клинички инертни, односно да постават неколку прашања кон пациентот за да видиме зошто пациентот не ја подигнува целосно терапијата. Тоа значи дека наместо лекот да го дозира 2 пати по едно, може само еднаш во текот на денот или воопшто не ја зема терапијата. И сведоци многу често дека мислат дека со одреден додаток на исхрана ќе можат да заменат некој од лековите кои што се препишани на страна на лекарите. Повторно, велам дека фармацевтите се во идеална позиција преку разговор и охрабрување да ги постават правите начини зошто пациентите мора да се придржуваат кон терапијата со лекови, дека лекот не може да се замени со суплемент, меѓутоа и суплементацијата и додатоците во исхрана мора правилно да се комбинираат. Сведоци сме точно дека се почесто луѓето на своја рака земаат по препорака на своји пријатели, роднини кои што виделе бенефит од некој додаток во исхрана, меѓутоа не станува збор за земање на своја рака на лекови. Лековите почесто се соочуваме со неправилно земање, односно непридржување, почесто пациентите гледаат да што е можно да земаат помалку лекови, а да ги заменат со додатоци во исхрана. Последниот збор треба да го има фармацевтот. Секако, затоа велиме ние сме и последната алка во здравствениот синџир, заради тоа што пациентот оди кај специјалистот, ја добива својата терапија, оди кај матичниот лекар, значи добива советување од матичниот лекар и на крајот контактот кој што го има последен со лекот сме токму ние фармацевтите. Начинот на дозирање, комуникација, охрабрување на пациентите, зошто мора да се придржуваат кон терапијата. Само добра адхеренција, односно соодветно земање на терапијата, имаме добри исходи од третманот на болест. Дека фармацевтите се сојузници на граѓаните во здравието, вели и председателката на Фармацевската комора на Македонија, колегата Мартин Николовски разговараше со неа. Госпоѓо Ставрева, денеска се одбележува светскиот ден на фармацевтите. Зошто е значаен овој ден за фармацевтите во Македонија и како го одбележувате истиот како комора? Да, Мартин, најпрво да ги поздравам гледачите на Македонската телевизија и да искажам благодарност за укажаната можност денеска да зборуваме за улогата и за придонесот на фармацевтите. Секоја година 25 септември се одбележува како ден на фармацевтите. Фармацевтите широм светот го прославуваат својот придонес во здравствениот систем и ја истакнуваат својата улога во јакнењето на унапредување, односно во напредување на здравјето на населението.
Овој ден е иницииран од страна на Меѓународната фармацевтска федерација ФИП уште во далечната 2010 година. Инаку, што значи овој ден за фармацевтите? Овој ден за фармацевтите значи признавање на професионалната улога на фармацевтите, исто така истакнување на улогата на фармацевтите во напредувањето на здравјето на населението, значи подсетување на рационалната примена на лековите и одговорно снабдување на лекови за пациентите, како и за населението, односно едно подсетување за улогата на фармацевтите поготово во примарната здравствена заштита. Токму и во таа насока и моето следно прашање, каква е улогата на фармацевтите во современото здравство, особено во советувањето и превенцијата на пациентите? Улогата на фармацевтите во превенцијата на болестите, како и во менаџирањето на терапијата од фармаколошки и нефармаколошки аспект е навистина голема. Што ние подразбираме под фармацевтска грижа? Тоа е едно одговорно обезбедување на лекови, се во насока на подобрување на здравјето на пациентите, односно подобрување на квалитетот на животот на пациентите. Тоа значи излекување на болеста, намалување на симптомите и така натаму, се во насока, значи фармацевтите делуваат во насока на превентивно лекување и во насока на подобар третман од секоја болест. Иако порано поголем дел од времето се трошело, околу 73% од времето во аптеките се трошело за издавање на лекови, овој процент тенденција е да се намали, значи се менува на некој начин профилот на аптекарското работење од издавање на лекови во советување на пациентите во однос на несаканите ефекти, во однос на интеракциите, во однос на дуплирање на терапија и дозирање и така натаму. Колку е важна едукацијата на населението за рационална употреба на лековите и каква улога има комората во тоа? За рационална употреба на лековите, значи фармацевтот е последен во ланецот на здравствени работници кои што пациентот го посетува за време на своето лекување. Значи фармацевтот не е само лице кој што ги издава лековите, туку е најодговорен за правилно спроведување на терапијата. Токму во таа насока фармацевтот има голема улога и во едукацијата на пациентите, во насока на подобрувањето на здравјето на пациентот. Од друга страна, како што и претходно споменав, се организираат најразлични настани од страна на нашите организации, здруженија, факултети и така натаму, кои што се акредитирани од страна на фармацевската комора. И зошто се значајни тие настани, значи за едукација и на фармацевтите и на населението, затоа што тука имаме размена на информации, размена на искуства, кои што се итекако драгоцени за нас фармацевтите, бидејќи токму таа информација ја движи струката напред, а најдобриот начин да се споделат сите тие информации се токму тие настани и дружења. Така и за крај на овој наш разговор, која е пораката што сакате да ја испратите до сите фармацевти, но и до сите пациенти по повод светскиот ден на фармацевтите? Најпрво сакам да им честитам на сите фармацевти, да им се заблагодарам за нивниот придонес и улога во јакнењето на здравствениот систем. Улогата на фармацевтите е навистина многу значајна, кај и да се, дали се фармацевтите во примарната здравствена заштита или се во болниците, во болничките аптеки, во индустријата, како и во образовните институции. Навистина улогата е незаменлива и мощна значајна. Треба да се движиме во таа насока, значи да го јакнеме здравствениот систем, односно да се движиме во насока на побезбеден и подостоинствен здравствен систем. Затоа што фармацевтите се херои на нашето здравје и тие се на некој начин столб на здравствената заедница. А од друга страна на пациентите би им препорачала да ги препознаваат фармацевтите како здравствени работници. Тие не се само лица кои што ги издаваат лековите, туку тие се лица кои што се здравствени работници, кои што се најодговорни за правилно спроведување на терапијата. Поготово улогата на фармацевтите е мощна значајна кога имаме кризни состојби, кога имаме пандемии, кога имаме други здравствени предизвици. Уште еднаш, нека ми ја честит денот на сите фармацевти. Продолжуваме во студиото со Билјана Божиновска, фармацевт. Секојдневниот предизвик, кој е најголемиот во вашата работа? Секојдневниот предизвик е правилната комуникација меѓу нас, фармацевтите и лекарите, односно матичните лекари и специјалистите. Зошто? Одлично беше споменато дека кај фармацевтите многу често пациентите се жалат од одредени несакани ефекти, интеракции.
Фармацевтите уочуваат неправилно дозирање, меѓутоа за жал немаат простор каде тоа што го работат за рецептурите да го евидентираат. Споменав едукација која што се спроведува преку Сдруженијето на приватни аптеки. Смарт проектот уште во 2023 година за овој предизвик, поднесе барање до Министерството за здравство за да во мој термин се остави еден дел кој што ќе биде дали фармацевско или здравствено досие, во кој што ние како фармацевти сите овие забелешки, интервенции и услуги кои што ќе ги дадеме за рецептурата ќе имаме простор каде да ги запишеме. Тоа значи дека комуникацијата ќе се одвива помеѓу нас, здравствените работници, односно фармацевтите, матичните лекари и специјалистите во интерес на пациентите. Заради тоа што секогаш велиме дека таа комуникација која што за жал сега ја правиме преку пациентите, му кажуваме на пациентот како треба да се обрати кај лекарот, да ги пренесе своите информации што ги дал веќе кај фармацевтот и многу често тие информации или не се пренесени или понекогаш се погрешно пренесени и велиме дека на сето тоа најголемата штета ја трпат самите пациенти. И така е во суштина. Видовме како функционираат фармацевтите секојдневно во Прилеп. Ајде да видиме сега во Охрид. Колешката Сонја Рилковска разговараше со фармацевт од Охрид за секојдневните предизвици. Охрид е едно туристичко место, без разлика што го врзуваме туризмот само за летниот период, но не, Охрид веќе 365 дена живее во туризмот. Сакав да кажам дека освен македонски домашни туристи и охриѓани, доаѓаат и многу странски туристи. Аптеките се оние кои што се на првата помош за што и да се случи. За секојдневните предизвици на фармацевтите од Охрид. По повод Светскиот ден на фармацевтите, во ова наше јавување интервју со фармацевтот Снежана Блажевска-Настовски. Здраво, Снежана. Прво би сакала да ве запрашам, ајде, што е оно што ве поттикна да изберете токму оваа професија? Па една од причините која што ме поттикна да ја изберам точно оваа професија е желбата да се помогне на луѓето во делот на изборот на лекови, нивната индикација, контраиндикација, секако интеракциите кои што би можеле да настанат, а најголема желба ми беше онај истражувачки дел кој што е во фармацијата и секако производството на лековите и медицинските препарати. Да, би сакала да прашам и колку е предизвикувачка и колку е одговорна на оваа? Па колку е одговор? Фармацевтите сме едни уникатни, така би се нарекла јас, со познавања во голем дел од области на фармакологијата, терапиите, така што изборот на лекови кои што треба да го изберат самите пациенти, да им помогнеме во тој дел. Секако и давањето на адјувантна терапија е малку специфична. Во тој дел треба да знаеме што точно би избрале и секако да знаеме кои се можните контраиндикации со другите лекови кои што ги пијат самите пациенти и секако интеракциите кои што би можеле да настанат, лек храна, не дај Боже алкохол, лек кој што не е дозволено. Така, кои се најчестите прашања и дилеми со кои што се соочуваат граѓани? Најчестите прашања кои што ги добиваме во аптеките од страна на граѓаните е изборот на лек, секако начинот на дозирање, нивната апликација, интеракциите како што кажав помеѓу нив или со некоја друга терапија која што ја пијат. Која е според вас најголемата грешка која што ја прават пациентите при земањето? Најголемата грешка која што ја прават самите пациенти е несоодветната информација која што ја добиваат од различни интернет пребарувачи, кој што секако јас кажувам дека е забранета заради тоа што информација може да дадат докторите и самите ние фармацевти. Така, значи секоја што е во консултација со лекар или фармацевт. Точно. А не она на Google која што Точно. А дали граѓаните се доволно свесни? Да, со наша препорака и со наши совети почнуваат да стануваат свесни дека некои лекови не смеат да ги земат на своја рака, секако заради тоа што би предизвикувало опасност по нивното здравје. Со кои проблеми се соочуваат фармацевтите денес? Најголемите проблеми со кои што се соочуваме самите фармацевти во Македонија е обемната административна работа која што ни се налага и што мора да ја завршиме, а сето тоа ни го скратува времето да им се обрне внимание за совети и фармацевтска грижа кон пациентите. Дали фармацевтите го имаат, дали професијата го има заслуженото место?
Да, за сега, но дел од пациентите се уште не се доволно свесни колкава опасност крие нашата професија, сепак ние сме последната контрола. Сакав да прашам и дали системот на електронски рецепти функционира? Често пати знае системот да не работи, а со тоа самите доктори не може да ја препишат и нивната соодветна терапија, а соодветно на тоа ние не можеме ни да ја издадеме таа терапија. И сето тоа доведува до нервоза кај самите пациенти и нетрпеливост, а исто така и кај нас како фармацевти и доктори. Колку е значајна улогата на фармацевтите при превенцијата и при едукацијата на граѓаните? Огромна, бидејќи имаме познавање, како што кажав, во голем дел од фармакологијата и терапијата и нашите совети би спречиле понатамошни несакани дејства или ефекти од страна на самите пациенти ако посегнат на сопствена рака да земаат лекови. Како што кажав, сепак ние сме последната контрола. Така, за крај, која би била вашата порака до пациентите? Пораката до пациентите, здравието пред се. Слушајте ги советите на докторите и секако на нас фармацевтите. Ви благодарам многу, Снежана, што беше дел од Русинската програма. Ви благодарам, исто ми беше чест. Да, слушајте ги докторите, но слушајте ги фармацевтите. Го завршуваме разговорот со Билјана Божиновска, фармацевт. Оваа тема ја обработивме во блокот до 9 часот Македонија наутро. Дефицитарни се фармацевтите. Така. Што ќе препорачате на младите? Зошто да изберат професијата по слушање и изминатиот пола час на секојдневните предизвици, на убавината на професијата и на важноста на фармацевтот? Пред се, фармација треба да изберат оние идни млади луѓе кои што сакаат хумана професија, кои што сакаат да помогнат на луѓето кои што имаат потешкоти со здравјето, меѓутоа мора да сватиме дека треба да размислуваме и како млади луѓе кои што како фармацевти можат многу повеќе да дадат во превенција. Зошто? Заради тоа што сметам дека како најдостапни здравствени работници, први советници кога пациентите ги имаат и првите симптоми и раното препознавање е основната улога за нас како фармацевти. Што значи дека младите кои што сакаат хумана професија, оваа професија фармација нуди голем број предизвици, заради тоа што фармацевтите не работат само во аптеките, работат и во голем број лаборатории за истражување и иновација на нови лекови, работат во производство, работат во комерцијалните услови каде што одат на терен и ги пренесуваат сите нови искуства и знаења во врска со лековите и додатоците во исхрана. Така да сметам дека ние како фармацевти зад рецептурите треба да бидеме пример, бидејќи како горди, фармацевти ќе ја пренесеме целата своја љубов и енергија кон младите луѓе кои што треба да се запишат на фармација, а верувајте дека голем дел од тие деца првенствено учат и средно фармацевско училиште, па во делот на пракса доаѓаат кај нас во аптеките. И затоа секогаш велам дека... И така го регрутирате кадарот, вие во суштина. Така го регрутираме или го дерегрутираме кадарот, зависно каква информација и енергија ќе пренесеме на тие млади луѓе. И затоа секогаш велам дека основна причина за успех не само во фармацијата, во било која професија е да професијата се сака со љубов. Да не се посегнува по професија ради профитабилноста на професијата, туку заради вредноста што таа професија ја нуди. Значи, фармацевтите нудат огромна вредност и се многу важни во делот на советување. Слушнавме и од колешките фармацевти, слушнавме од председателката на фармацевската комора. Ние постојано правиме едукации и обуки во кои што не пренесуваме само знање, туку и информации, што значи да постојано бидеш во текст со новите протоколи како фармацевт и она што е најважно е онаа комуникација која што постојано велиме и предупредуваме дека тука постоиме ние како здравствени работници за пациентите, зашто пациентите сме и ние самите. И на крајот, не само едукација меѓу нас како здравствени работници, туку во тие едукации да ги вклучиме и пациентските здруженија, заради тоа што од тука потекнува потребата и потребата за едукација кон нив, кон пациентите, заради тоа што без разлика колку ние знаеме, ако тоа знаење не го преточиме и пренесеме на пациентите на кои што им е потребно, за да се придржуваат кон терапијата, да не се само лекуваат, верувајте дека нема да спречиме компликации од болеста, односно нема да ја дадеме улогата за која што постоиме. Куса, имаме уште некоја минута. Секојдневно сте во комуникација со пациенти, секакви случаи стигнуваат до вас, секакви барања. Некоја интересна случка ќе ни споделите?
Па тоа беше Некоја што ви останало во сеќавање. Така, секогаш кога сме млади во почетокот на работното искуство правиме некои грешки. Една од тие грешки беше една моја грешка кога издадов супозитори кои што не нагласив како треба да се користат. Пациентката за кратко време се врати, вака вели, не можам да ја проголтам таблетката, постојано ми пени во устата. Значи, едноставно сваќате дека она што требало, значи да се стави ректално, се ставило се во уста, што значи дека сосема на изглед смешна, многу сериозна работа, доколку ние како фармацевти кога го издаваме лекот, активно не побараме од пациентот да возврати, да сватиме дека нашата препорака и советување од другата страна е целосно разбрана и сватена. Така да тоа е едно од За среќа завршило како што завршило. Да, се вратил пациентот повторно во аптека да праша зашто не може да проголта нешто што не е наменето да се пие, туку да се стави секако ректално за да се постигне ефектот на терапијата. Во секој случај, како велиме, памет за друг пат, но и овој во смешно сеќавање од друга страна останало за среќа така. За среќа така. Да. Затоа реков, значи не е толку безазлена работата да си фармацевт, носи голем број одговорности и секако една клиничка активност во која што ние како фармацевти многу можеме да помогнеме на пациентите кои што ја барат фармацевската грижа. Билјана, благодарам. Благодарам за поканата. Јас се надевам дека овој светски ден ќе остане ден кој што ќе се слави секој следен ден до следниот 25 септември, а фармацевтите ќе бидат препознаени во нашиот здравствен систем како битна алка и битен здравствен работник. И ќе се зголеми бројот на фармацевти. Секако не се сомневам во тоа. Благодарам.